Оризопроизводителите од Чишиново Облешево излегоа на протести. Со трактори блокирајќи едната коловозна лента од регионалниот пат Штип-Кочани, побараа да се направи корекција во планот за наводнување. Исплатата од 6 денари да биде по килограм предадена арпа, а не по единица декар, и веднаш да стартува откупот за стоковните резерви. Доколку до крајот на неделата не се пушти вода од хидросистемот Калиманци, полињата ќе останат непосејани. Категорични се оризопроизводителите. Ние протестираме наместо да сме во нивите, ние сме на штрајк. Рокот за сеидба е пробиен за крупните сорти, вода се уште нема по нивите, ја чуваат во браната. Зошто ја чуваат, немам информација. Планот што го има донесено не го спроведуваат. 6 денари да се дадат на сите што знали во септември и во март. Така да и тие кои што ќе отидат и на предаденот, и ова сега е крајно нејасно. Беше од предадена арпа, сега од декар. Ако од декар, а умеѓу време имаме рокови. Владата донесе одлука да се интервенира со 2000 до 3000 тона откуп на оризова арпа за интервентен откуп. Меѓутоа и тоа не е испочитувано. Земјоделците нека бидат спокојни. Најавата за врнежи од дошки ја подобри состојбата во браната Калиманци. Водата за наводнување веднаш ќе биде пуштена и со тоа ќе се исполнат оптималните услови за новата сеидба, порача министерот за земјоделство, кој денеска веднаш по завршувањето на протестот одржа средба со оризопроизводителите во Чишиново Облешево. Имаше потреба за одредени, да речеме, прилагодување согласно хидролошката состојба, и тоа она што утрово исто така го добив информација од директорот на управата за хидрометеоролошки работи, дека во наредниви денови ќе имаме интензивни врнежи, што значи дека хидролошката состојба далеку ќе се подобри. Заедно со директорот денеска ќе поразговараме со земјоделците, бидејќи од нивна страна имаше барање за оние високите зони или песокливите површини да бидат практично не насејани со ориз, а се останатото да биде покриено со вода. Информацијата која што и со директорот разменивме утрово е дека водата уште денеска ќе биде пуштена за да може да се запазат оние оптимални рокови. Новата сеидба на ориз треба да заврши најдоцна до 15 мај.